Не знам што да речам, ќе употребам репликата на еден пратеник министер, срамота е луѓе. Во време на ковид криза, во време кога сите ги рационализираат статусите, обврските, ние остануваме на тројца подпредседатели. Пардон, петорица председатели. Очекував да ги намалите на двајца, зашто тврдам дека во компаративното парламентарно право, според бројот на пратениците, ние имаме најголем број на подпредседатели. Непотребно се работи за битка за статус, мнозина од нив никогаш нема да седнат овде, ниту пак ќе има парламентот корист од нивната работа, само што ќе има трошоци. Ако во 2016 ова решение било прифатено, наспроти сета до сегашна практика, тогаш е еден пример ќе дадам, зашто често пати Швајцарија ја споменувате како модел. Ако може швајцарскиот совет да има двајца подпредседатели, прв и втор, не ми е јасно чуму ни се нам 5. Но се разбира, тоа е дел од вашите политичко-пазарни преговори и денеска овде се остварува она што еден чувен државник Дизраели го вели. Времето на формирањето на владата личи на време пред да се нахранат животните во зоолошката градина. Многу гладни усти за функции изгледа има, ама сето тоа е натовар на граѓаните. Навистина мислам дека срамота е луѓе.